Сега продолжуваме со прилог од колешката Александра Овчарска, кој е особено интересен за помладата популација, бидејќи представува една интересна платформа насловена како Млад истражувач. Се работи за платформа која ги мотивира децата и младинците да го разбудат интересот за нашето културно наследство. Многу повеќе за ова интересна и мотивирачка платформа дознаваме во следниве минути. Потребата за истражување на мистичното, историското, културното, древното, кај секој човек се јавува уште од рана возраст. Можеби веќе го забележувате тоа кај вашето дете, кај вашето внуче, како има потреба да истражи нешто и се интересира и копа околу на историјата. Токму благодарение на Центарот за научно истражување и промоција на културата Хаемус, имаме можност тоа да го правиме, тоест нашите деца, младинците да го прават на многу креативен и интересен начин. Неодамна, односно пред една година, токму преку Хаемус се развива еден проект, образовен и забавен проект, Млад истражувач. Можете да го побарате на интернет, да побарате оваа образовна платформа за да видите подетално за што станува збор. Верувам дека ќе ви биде интересно, а ние во продолжение ќе ви откриеме низ овој разговор токму за Млад истражувач со помош на Василка Димитровска, магистар по археологија и креативен директор на Хаемус, консултант и лиценциран интерпретатор за наследство. Василка, драго ми е што ве имаме во Добро утро секој утро. Добро утро, Александра. Добро утро на сите гледачи на Алфа телевизија. Голема благодарност што се одваживте да дојдете да направите прилог за едукативната програма Млад истражувач, создадена од мене и од тимот на Хаемус. Инаку да одговорам на прашањето, ние моментално се наоѓаме во детскиот креативен центар на младинскиот културен центар и во ова каче сме намерно, да не кажам скоро специјално, прво заради тоа што ние во рамките на Млад истражувач склучивме договор со Младинскиот културен центар или познат како МКЦ Скопје, да се продаваат некои од изданијата од едицијата Млад истражувач и еве сега во последно време правиме и напори она што го работиме со оваа програма да стане еден составен дел од детскиот креативен центар при МКЦ. Одлично, да не изумам, а да заврши разговорот, би сакала да искористам приликата на самиот почеток и да честитам 10 години јубилеот Хаемус, нека се множат и да развивате уште многу вакви убави идеи, а за оние кои што прв пат може би се случува да се соочат со поимот Млад истражувач, ние во продолжение ќе откриеме што се нуди покрај овие креативни изданија кои што ги има околу нас. За почеток, ајде да одгатнеме околу оние истражувања, околу оние тури кои што ги организирате, околу овие мистични истражувања кои што ги прават дечињата во однос на нашето културно богатство. Што се нуди Млад истражувач? Самата програма Млад истражувач, која е образовна програма со едукативен карактер и функционира во рамките на Хаемус, имаме многу активности. Јас сега ќе почнам вака поред, бидејќи имаме многу така наречени интерпретацијски алатки или реквизити. Ова што може да го видат гледачите, тоа се специјално дизајнирани картички кои што ние ги користиме за едукативна тура низ Скопје, која што е проследена со лов на богатство, или тоа така е познато како Treasure Hunt. Мене ми е многу интересно, бидејќи тие се прилагодени соодветно за возраста на децата до 14 години, да кажеме, за време на таа тура учат за сите религии, се влегува во објектите, учат за сите оние културно-историски споменици кои што се многу важни во таа рута пешачка на територијата на Скопје, но тоа не го правиме само за Скопје. Овдека се картички кои што се за Кокино и кои ги има повеќе, значи покрај едукативна тура за Кокино правиме исто со лов на богатство, со Treasure Hunt и со разни едукативни активности со цел што е можно децата повеќе преку игра и забава и едукација да научат за нашето богато културно наследство. Што значи лов на богатство? Што прават? Што се крие за тој термин? Па не знам дали е тоа соодветен термин на македонски јазик, бидејќи е преведено од англискиот Treasure Hunt, но тоа се едукативни игри каде што по пат на забава или меморија или
фотографии, разни скици, мапи, загадки и слично. Децата и младите треба да запамтат факти и потоа да ги пронајдат, дали по фотографска меморија или по помнење или по пат на некоја логичка математичка задача, за да можат повеќе да научат за локалитетот, тоест објектот каде што во моментот се наоѓаме. Имаме и некои малку поинакви автентични искуства, кои што јас повеќе сакам да ги наречам авантуристички игри. Тука имаме еден сет кој што јас го донесов. Тие беа многу популарни, ги направивме неколку во рамките на Европските денови на културното наследство, сега во септември и во октомври 2022 година. И тоа веќе нешто малку поинакво, се работи за вистинска социјална едукативна игра која трае отприлика 2 до 2,5 часа. Оваа што ја донесов тука е специјално прилагодена за Скопското кале. Децата добиваат специјална мапа, сет со истражувачки алатки, го добиваат дневникот на мајсторот Крон и местото каде треба да ја најдат првата загадка и потоа се оставени сами на себе во следните 2-2,5 часа, консултирајќи го овој дневник кој што е направен како средновековна книга и разни мистериозни загадки, тајни шифрарници и така натаму. Значи, преку трагање на локации, вистински историски личности, објекти, артефакти од Скопското кале, значи да го пронајдат богатството. Сега, какво е тоа богатство, нема да откриеме. Нормално. Ке си дознаат од некои што ќе додат на следната ваква тура, односно следниот лов на богатството. Неколку вакви тури имавте, односно вакви активности со различни групи на деца. Би сакала, Василка, да ве прашам, дали, еве како еден археолог, дали меѓу новите генерации се кријат археолози? Има ли веќе интерес какви се новите генерации во однос на терен, како се снаоѓа? Значи, децата многу добро се снаоѓаат со сите овие авантуристички игри, трежар хантови, не знам како сакате наречете ги, лов на богатство, бидејќи сепак пред се родителите кои што ги носат тие деца сакаат социјално да бидат интерактивни, да се дружат со своите другарчиња преку игра и забава, нели нешто повеќе да научат. Не е секој добар, некој добар во математика, некој повеќе во географија, ориентација, просто некој логичките загадки ги решава побрзо и слично. Меѓутоа целта е во една група секој пат, независно што тие прават, дали е тоа работилница, дали е трежар хан, дали е авантуристичка игра, или што било каков друг настан да го правиме, целта е децата секој пат социјално да се дружат и преку игра и забава, значи низ таа едукација да дознаваат повеќе за нашето културно наследство. Тука имаме археолошки сет, таму имаме палеонтолошки сет. Палеонтолошкиот сет, освен со разни алатки, вистински, значи алатки како млади палеонтолози. Не се играчки? Да, не се играчки, е придружен со Скопје палеонтолошки град, тоа е едукативна интерпретацијска боенка за деца. А археолошкиот сет е придружен со археолошката тетрадка. Тоа е една моја многу голема љубов. Бидејќи нели јас сум археолог и сакав нешто да оставам за следните генерации. И таа ја издадовме како посебно издание во рамките на едицијата Млади истражувач, но сега поради барање на луѓето, значи создадовме и археолошки сет и тие набрзо ќе се најдат овдека во продажба во малата продавничка во Младинскиот културен центар во Скопје. Колку овие креативни досетки ваши, доближени до новите генерации, го развија интересот за историја кај децата, дали може би родителите кои што веќе имале контакт, односно вашите децата кои што имале контакт со вас и биле дел од вашата историја наречена Млад истражувач, може би ви кажале дека детето сега повеќе сака историја, повеќе учи, повеќе се интересира? Има ли вакви примери? Значи има такви примери и не само тоа, туку значи ние имаме цела палета на активности, нели едиција на книги, разни интерактивни алатки, сето тоа и повторно значи добиваме и од државните училишта, и од приватните училишта, и од приватни нарачатели, значи да развиваме дополнителни интерактивни едукативни елементи, зависи сега за кој како што, бидејќи нели некои од овие работи исто така ги правиме како приватни родендени, журки, приватни едукативни тури, најчесто за роденден или за некоја таква слична прослава, но со
повеќето од приватните основни и средни училишта веќе работиме, како што се, например, училиштата Нова и некои други. Државните училишта веќе исполнуваат, се одважуваат да не побарат, исполнуваат барање за соработка, и тоа мене многу ме радува, бидејќи јас ова го создавам со многу љубов. Сакам на следните генерации да им пренесам нешто што јас кога сум била дете не сум имала привилегија да читам за моето собствено културно наследство на македонски јазик. И навистина мислам дека ова е една мисија која што започна лани, ние направивме веќе една и пол година со млади истражувач, и се надевам дека дел од оваа програма, како е неформално образование, неформална едукација, која е комплементарна со нашите училишни предмети, ќе си го најде и своето место во училиште. Меѓу училиштата. Тоа би било одлично. Ми ги прочитавте мислите, Василка. Јас кога истражував за млад истражувач, подготвувајќи се за овој разговор, искрено тоа си го помислив, зошто јас кога сум била дете немало нешто вакво, затоа што ова е навистина од голема корист. Дали можеби имате идеја за возрастни да направите нешто вакво, зошто да не и низ ние возрастните, низ вакви креативни игри, буквално игри, да научиме можеби нешто што не го знаеме. Па вака, прво би сакала да кажам дека дел од овие игри се веќе адаптирани за деца, затоа што ние претходно сме ги имале како тимбилдинг, нели, за повозрастните, и тоа е нешто, да, што ние го нудиме во нашето социјално предприемништво Хаймус Travel. А кога веќе споменав дека отприлика постои самата програма една и пол година, тука исто јас донесов една цела едиција на книгички како започна млади истражувач, а тоа е кога ние во 2020 година добивме награда за најдобра европска приказна директно од седиштето на Европската унија и Европската комисија. Следствено на тоа добивме и голем финансиски грант кој што ни овозможи да развиеме цела една палета на алатки и на публикации пред се насочени кон најмладите, кон децата и кон помладите генерации. И освен многу други работи кои што ги направивме, испечативме една едиција и така започна млади истражувач од 6 публикации, 2 боенки и 4 читанки за деца на македонски, на албански, на турски и на англиски јазик. Во исто време имавме уште 2 или 3 тековни проекти, сега јас морам да се свртам и да видам, да. Тогаш ги имавме тековните проекти кои што беа кофинансирани од градот Скопје, Скопје палеонтолошки град, туристички водични Скопје и праисториска читанка и вежбанка за млади истражувачи. Нормално, тие не го носеа презнакот, но сите подосна го добија во КОБИС системот кога официјално во НУП ги приложивме. Значи се формираше едицијата млади истражувач матене скоро одеднаш. И тоа беше стварно едно пријатно изненадување дури за нас. Ние сега веќе освен се ова имаме и многу други работи. Гледачите на Алфа телевизија, Млади истражувач може да ја следат на веб страницата mladistражувач.mk, но и на социјалните вмрежувања на Facebook и на Instagram. Ајде да подобјасниме малку повеќе што крие Скопје палеонтолошки град и одделно за сите малку да начнеме, чисто да ги заскокоткаме гледачите. Така. Скопје палеонтолошки град ја правевме со колешката Билјана Гаревска, магистер по палеонтологија, вработена во Природонаучниот музеј во Скопје, која што ни помогна да се изберат не се тоа артефакти, тоа се екофакти, јас ги нарекувам, значи фосили, тоа се вистински фосили кои што илустратор ги визуелизираше, за да може децата покрај текстот, значи и да ги нацртат, а потоа да можат и вистински да ги видат. И така започна нашата соработка. Боенка всушност. Боенка, да, така бојат вакви, тоа се нацртани ги фосилите, да. Така започна нашата соработка со Бисера Наумовска, со која што ја продолживме и понатаму за сите останати изданија. Потоа дојде праисториска читанка и вежбанка за млади истражувачи, каде што на многу убав визуелен начин е представена преисторијата на градот Скопје, но генерално таа се поклопува и со преисторијата на територијата на цела Македонија. И не само што се илустрациите убави, текстот што е соодветен за деца, туку после секој период има соодветна археолошка вежба,
каде што на тактилен начин децата значи пронаоѓаат предмети или прават некои предмети и едноставно ги пресликуваат работите од самата читанка. Што дојде потоа? Потоа дојде туристички водич низ Скопје за млади истражувачи. Јас можев и да ја земам. Тука веќе соработувавме со Катерина Николовска, тај познат илустратор. Самата читанка прати една рута на пешачката тура на Скопје, почнувајќи од Кале, па се до меморијалната куќа на мајката Тереза и старата железничка станица. Има дури и речник на стручни термини, нели, што е Амам, што е Амвон, иконостас, кервансарај, којунџија и така натаму, да. Интерактивна е, за да може децата дури и самите, нели, да можат така, да истражуваат. Таа е комплементарна исто така со ова што претходно, нели, го говорев за пешачката тура на Скопје. И остана мојата омилена археолошка тетрадка, каде што јас имам пресликано дел од моето големо искуство во работењето со деца во изминатите можеби 20 на години од како завршив, нели, археологија. И навистина ќе ми биде драго ако децата, нели, нурнат и младите во овој свет на културното наследство и, нели, ги откријат сите тие убавини, допрат до нив и на еден интерактивен начин, значи ќе ги понесат и ќе ги раскажуваат на другите до крајот на својот живот. Да, навистина имаме ние многу големо богатство, историско, културно, древно, за кое што треба да зборуваме и откриваме дополнително. Сосема се согласувам со вас. Низ видеата, разгледувајќи што се прави младиот истражувач, ми застана вниманието на правење на накид. Правите накид од древно време. Да објасниме малце за оваа работилница? Тоа се тие работилници кои што правиме напор да ги донесеме овдека во детскиот креативен центар на МКЦ. Тие се повеќе тематски се. Имаме изработено видео како тече процесот само за еден нив. Тоа е тајните на каменото доба. Таа оди заедно со ова мемориска картичка. Тоа се скриените, мапа на скриените кодови од леденото доба, кои што може да се најдат практично заеднички за целиот свет во праисторијата. Ги има и на нашата керамика или на некои предмети. Да, дел од нив препознало. Тоа е една од вежбите, но самата работилница има повеќе креативни вежби да се прави праисториски накид, значи од вистински школки, камчиња и сето тоа кои што нормално ние ги обезбедуваме. Са ја треба да се сетам, бидејќи нели не е една работилница што имаше да се прави, во глина се втиснуваат, значи како медальон, некој од овие, значи децата бираат, па после тоа прават од нив приказна, ја интерпретираат, ни им помагаме да ја интерпретираат таа приказна. Дека прават и садови какви во што сме керамички садови, нели, да научат како е лепење, конзервација, прават во 3D неолитска куќа од Тумба Маџари, Стоунхендж за интерпретација на домот и домувањето, тоест нели на некои верувања од праисторијата, така да таа е прилично интензивна, интерактивна, креативна работилница. Децата многу ја сакаат, бидејќи тоа е начинот на кој што ти најлесно и помнат и кога работите, значи она тактилно искуство, ништо не може да ви го замени помнењето кога ги допирате предметите преку своите сетила. Ги чувствувате, ги слушате, работите со нив и така. Немаме голем број на предмети кои се реплики на артефакти, значи не само од праисторијата, туку и од другите историски периоди и ги концепираме на начин да можат за децата да се адаптираат, за деца до 11-12 години, за деца од 12 до 14 години, бидејќи и односот на интерпретацијата на следството е различен кон овие возрастни групи. Какви се реакциите? Какви се коментари добивате од младите истражувачи? Децата тоа многу лесно го примат, бидејќи многу полесно се работи интерпретација на наследството со деца, отколку со возрастни кои веќе имаат предзнаење или предрасуди или можеби недостаток на некои познавања, ама со децата е многу полесно, бидејќи тие тоа веднаш го примаат, веднаш реагираат, веднаш кажуваат: им се допаѓа, не им се допаѓа, сакам вака, не сакам така. И практично преку нивната интеракција и ние ги доделкуваме сите настани, работилници, значи да бидат буквално потерти под како што сакаат децата и младите, бидејќи најсетне се извад нив создадени. Апсолутно.
И уште само за крај, да го заокружиме разговорот со тоа каква е замислата, идејата, како ќе се развива во иднина млад истражувач, може ли да ни најавите, наговестите можеби нешто за блиска иднина? Така. Ние планираме многу активности, имаме и сега тековно доста активности, вклучени сме во голем број на европски Еразмус проекти, меѓутоа јас се надевам на моној елемент дека ќе направиме едно вакво каче за млади истражувач, каде што децата ќе можат постојано да се наградуваат и не само обичните деца, особено сакаме и доста често работиме со деца кои што имаат пречки во развојот, бидејќи всушност преку тоа тактилно искуство тие и најлесно мемориски помнат. Имаме голема визија, уште публикации, ама уште повеќе искуства. Така да нека не пратат вашите гледачи на Алфа телевизија на социјалните мрежувања на млади истражувач. Ние постојано ги освежуваме и ќе дознаат повеќе. Ви благодарам. И јас ви благодарам за интересот што Алфа телевизија го покажа за програмата на Хајмус млади истражувач.